Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капи и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асно. Денеска наш гостин е амбасадорот Никовски, а темата на разговор е што туку завршениот НАТО самит, каде што имавме многу интересни одлуки на НАТО земјите членки кои ќе имаат далекосежни последици како за војната во Украина и пошироко. Добре, поздрав амбасадоре, како сте? Благодарам, добро, вие како сте? Јас сум одлично, го пратев НАТО самитот во Вилнус и кога се работи за Украина имавме ни интересни одлуки, а тоа е за формирање, се донесе одлука за формирање НАТО Украински совет, каде што они самите кажуваат дека ќе има рамноправна основа за комуникација, со тоа што индиректно кажуваат дека до сега не било, а ќе имаат состаноци и одредени одлуки кои ќе се извршуваат во советот. Исто така, имаме одлука за скратување на патот на Украина кон НАТО, односно акциониот план е тргнат и од дневен ред и Украина ќе влезе во НАТО кога ќе ги исполни условите. Веројатно никогаш. Да, и од кога ќе заврши војната. Ова е контра она што го сакаше Украина, тоест да се има гаранции строги и пишани дека Украина ќе биде дел од НАТО. Значи, Украина не го доби она што го сакаше и потоа имавме една потврда за обврските на НАТО членките да и помогнат на Украина во војната против Русија, како и потврда за НАТО членките да трошат 2% од бруто националниот продукт за потребите на одбраната. Точно, и како и во Европа да вложува во војниот сектор, за да истиот и најверојатно да се помогне на Украина. Сега, на база на овие одлуки што ги имавме, во врска со украинскиот конфликт, како гледате да се одвиваат војната во Украина и какви последици овие одлуки ќе имаат врз војната на Украина што сега се разголува и се распламтува? Многу убав вове дадовте околу тоа што се случуваше во Вилнус. Само уште треба се додаде дека беше одржана и средба на Г7. Точно, да. И тамо посебно беше нагласена поддршката на Украина. И имаше дури специјална декларација, односно комунике на оваа група Г7, каде сите се задолжија дека долгорочно ќе поддржуваат Украина. Од финансиски, поготово од финансиски. Од финансиски тако, али на тој состанок на групата 7 имаше и една изјава на Бајден, која де факто све објасни. Тој најкусо речено, не го цитирам директно, али суштината е таа, рече дека долгорочно ќе поддржуваме Украина, значи војната ќе трае со други зборови, и дека рече дека таа поддршка ќе биде не трајна. Значи, ем долгорочно, ем трајно. Значи, со други зборови, војната ќе трае. Меѓутоа се вратиме на почетокот. Вилнус беше триумф на некој начин на Украина, иако не го доби Зеленски тоа што го сакаше, бидејќи доминираше на самитот. И самитот, по многу што иначе рутински во принцип, како сите нивни тие дискусии, комуникеа и така натака, го потврди единството на алијансата, што беше и клучно за Америка, и така како носител. И знаете, една мала дигресија, во политиката Зеленски влезе како глумец. И да знаете дека таа негова основна карактеристика, тој негов занает, максимално доаѓа до израз и е во корист на Украина, бидејќи политиката е театар. А ова е професионален глумец и тоа максимално го користи и мораме да признаеме на еден измореден начин.
Вие спомнавте овие три работи кои се главни за Украина, кои се донесени, иако основното што го очекуваше Зеленски Украина не беше постигнато некакво брзо членство или некоја директна обврска на Унијата временски ограничена. Добро е за Украина што беше формиран тој Украински совет на НАТО и Украина. И знаете што се случи таму? Зеленски е махер, велам, во оваа ситуација, он изиграва улога на еден врвен политичар, глумејки во основата, се закани дека нема дојде на првиот состанок на тој совет, за да бара концесии. Видите, тоа е мудрост во основата. Тоа покажува дека човекот ја глуми улогата на врвен, на светски начин. Од друга страна беше укинат тој еден чекор што е клучен за сите нови членки. Акциониот план. Меѓутоа, каков акционен план за Украина, кој значи некаква тренинг на армијата, нејзино координирање со вредностите, односно со типите, да ги наречеме, на НАТО, таа војува. Може би 70% од незините војници биле на тренинг во западните земји, во НАТО членките, разбирате. Оружјето е се веќе голем дел западно. Така да акцијски план би било глупост, кога таа на лице место се покажува, го тренира и го на дневна основа го исполнува тој акцијски план. Велам, Украина не е задоволна, меѓутоа НАТО може да биде задоволен, затоа што го задржа единството, ќе видиме колку тоа ќе трае. И доминираше американската концепција дека војната треба да трае што подолго, за да се истошти Русија, за Русија да биде врзана, нели така, во тоа коло, која за сега штетите се многу поголеми во Европа и во Америка, ако сакате, и ни светот од таа војна, меѓутоа тие штети со текот на времето во Русија ќе бидат се поголеми. Поголеми, зашто знаете, таа војна истоштува, таа војна чини, обврзува и целта на Америка е очигледна да тоа се случи и најавата на Бајден од Г7 дека таа војна ќе, значи долготрајно ќе поддржуваат Украина, покажува дека Америка е спремна да оди до крај. И сега само да потсетиме дека Украина е мотивот преку кој НАТО ја провоцира Русија веќе 30 години, иако тоа до поголем израз дојде во 2008 година на самитот кај што ние бевме жртва во Букурешт, нели така, на НАТО самитот, кога прв пат де факто Украина беше ставена на маса и Америка се залагаше да добие покана за членство во НАТО, да биде, тоа беа спомнати и Украина и Грузија. Точно, да. Меѓутоа, тогаш најголеми противници на тоа беа Франција и Германија, кои сега се на линија. Веќе во НАТО нема дилема дека Украина треба да стане членка, ама тоа се врзува, нели така, за периодот кој ќе заврши војната, а војната е очигледно Запад спремен да ја води уште до крај, до последниот, нели така, украинец. Да. И тоа покажува дека се наоѓаме на една нова ера, де факто, на меѓународната политика, на меѓународната сцена, која ќе оди во таа насока. И друго што е важно од овој самит е што на него учествува и Јапонија, Јужна Кореја, Австралија и Нов Зеланд, и дури стана се уште онака, да речам, зад врата и под маса разговори околу проширување на унијата, на алијансата во далекиот исток. Да. Ако тоа дојде, тоа покажува дека светот се спрема не за трета светска војна, него за уништувачка светска војна. Значи, тие поделби продолжуваат, растат, со Русија веќе започнато е тоа, пресметката е започната, сега се концентрира све на Кина, све повеќе и повеќе, иако американската политика се реафирмира на некој начин дека се тие за една Кина, значи Тајван и Народна република Кина, помеѓу време го наоружуваат Тајван и го спремаат за одбрана, со други зборови тие гарантираат на некој начин неговата безбедност, иако тоа не е јавно, меѓутоа
фактички, практично тоа се случува. Така да конфронтацијата на светот е све подлабока и подлабока и нема оптимизам за некој развој кој ќе биде дали така нормален, природен, демократски ако сакате, кој ќе води сметка за сите чинители на светската меѓународна сцена, а не само за интересите на богатите. И уште една поента во тој сегмент е клучна. НАТО, значи, се окрупнува, се проширува. Од формирањето на НАТО, а тоа се случи по Втората светска војна, нели така, кога почна студената војна де факто, НАТО до 91-та година, тие првите членки кои беа 15, само една нова имаше. Значи, за колку доаѓа таа од 55-та до 91 година, тоа е 36 години. Само Шпанија пристапи. Сите други исти беа, 16 земји. Од 91-та, после распад на Советскиот сојуз, која настана една голема геостратешка промена во светот, имаме 31 членка. И наскоро ќе биде и Шведска, значи 32. Значи, НАТО, после распад на Советскиот сојуз, а тој биполарен свет покажуваше дека има сепак не е еднополарен, не е унитарен и не е со една суперсила која ќе прави што сака, како што прават Соединените американски држави по распад на Советскиот сојуз. Разбирате, туку дека тие се концентрираат, барат се повеќе членки, сите тие поранешни членки на Советскиот сојуз веќе ги, најдобар дел ги абсорбира, одат и понатак, одат на Украина, Грузија веќе малце ја подзаборавија, сега малку се врти тука Молдавија, така да тие покажуваат една нова агресивност во однос на светот и се она што тие, а во НАТО се де факто најбогатите светски, пред се европски, евроамерикански држави, и имаат амбиции да ги соберат и Јапонија и овие другите што се на далекиот исток. Зашто? За таа досегашна плячка која тие богати држави се збогатија на сметка на другите сиромашните земји, ја продолжат на еден нов начин преку војна доминација. Така да тоа е суштината на она што се кроеше во Вилнус. Ќе видиме како ќе се одвиваат следните чекори, меѓутоа НАТО е спремно да стане доминантна светска сила која ќе биде де факто експонирана и реализирана преку војната моќ. Тоа е најлошото што може да се случи на светот, меѓутоа перспективата е во таа насока. И кога се стави тоа на маса, јасно е дека судирите ќе се избегава максимално нова светска војна. Директни судири значи да нема? Директни судири да нема нова светска војна, затоа што таа неизбежно води во нуклеарна конфронтација, што значи крај на сите. И, знаете, абсурдот е дека нуклеарното оружје, кое е најстрашно, е најголемата гаранција дека нема да има светска војна, разбирате. Да. Така да тоа е абсурдот, меѓутоа позитивен во секој случај, али ова води во една нова конфронтација, во една нова војна доминација на Соединените американски држави пред се и незините сателити во најголем дел се тоа, сепак сателити, ако се големи и важни држави, и дека развојот на светот оди во насока на конфронтација, на соочување, кое не може да биде позитивно. Во основата, чим вие работите на воено обединување, знаете, некој купи оружје, не купи оружјето, се слика со него, купи оружје, да го користи. А во кој користи оружјето, значи војна. Така да, нема да има светска војна ради тие причини кои ги објаснивме, али нема да има ни мир во светот, ќе се предизвикуваат разни судири како што е моментално во Украина, кој беше подготвуван макар до 30 години, и тој ќе го стават по некаква контрола да трае, а да нема решение, да биде некако замрзнат, али постојан конфликт на кој ќе држат Руската Федерација под шах цело време, разбирате, и да предизвикуваат нови судири на други места каде што ќе бараат своја доминација, така да, велам, мир нема да има, Трета светска војна исто така нема да има, и ќе живееме во
една напрегната ситуација, каде ќе доминира воен светски фактор, што е најлошата можност, со сите предизвици кои тоа ги носи со себе. Значи, војна поделби, закана од војна, како и судири, прокси судири меѓу двете сили преку трети земји. Тоа ќе биде. Точно така. Тоа е некоја нова реалност. Тоа е новата реалност. Од друга страна е да претпоставиме да од Руската Федерација. Значи имаме една страна многу добро објаснете, меѓутоа имаме сега Русија која е во војна. Ова е спротивно од целите на специјалната војна операција што ја превзема и се чини дека и останува на Русија ништо друго него да излезе со своите сили на полската граница. Кои се, ако можеме да претпоставиме или да анализираме, кои се опциите што му се оставени на Путин во таа насока, да интензивира војната, да отвори нов фронт, да направи денацификација. Кој е вашето мислење во тој дел? Мислам дека целта на Русија, можда на почетокот беше поинаква, меѓутоа да не забораваме, тие дојдоа на границите на Киев, разбирате? Да. И не успеа. Значи, сепак нивната подготвеност за ова операција не беше на ниво на кое може се очекува. И мислам дека сега тие се престроија, сватија дека поголеми амбиции не се реални пред се, бидејќи зад Украина стана сите западни земји, парите кои ги добиваат, оружјето кои го добиваат е невидено, тренинзите кои добиваат, така натака, мислам се незамисливи, се надвор од умот дури. Значи, Западот покажа единство и спремност да војуваат до последниот украинец, како што рековме, и тоа продолжува. Мислам дека сега основната задача на Руската Федерација е овие 4 делови во источниот дел на Украина, кои веќе ги освои, они велат ги ослободи по многу што, и тоа е точно што таму главно живеева Руси, разбирате, населението беше со руско потекло. Значи, да ги консолидира тие делови, да ги тие области да ги до крај контролира, бидејќи се уште не ги контролира до крај, и тука да се обиде да постави нова граница. Веќе Руската дума, Рускиот парламент веќе ги присоедини тие територии на Руската Федерација и тука назад нема, разбирате. Така, значи, целта е тоа и евентуално долниот дел према Одеса да го заокружи евентуално, зашто на времето уште после Кримската афера, разбирате, беше јасно дека Мариупол не може да остане во украински раце, бидејќи тоа го спречува таа, да речем, нормална комуникација на Руската Федерација со Крим. Така да останува прашањето дали Русија ќе опстои доди и до крај на обалата Црноморска или не. Во даденава ситуација не изгледа дека такви амбиции има. Веројатно и тоа е со оглед на огромната помош која добива Украина од Запад, а да не забораваме, тамо не се шпекулира многу, може да бидеме сигурни дека има едно чудо западни платеници од сите земји, дека војуваат на страната на Украина, тие тренинзи на оружјето кои го добиваат и све е врвно веќе, и сега се зборува и за авиони кои може да носат и нуклеарно оружје. Русија со право се спротивстави и рече дека тоа е ново, дека тоа нема да го дозволи. Али велам, овие не прашуваат никого, тераат по свое. Провокацијата на Русија е тотална и целосна и Русија нема друг избор од самиот почеток, кога, нели така, после Крим се случуваше и минските договори кои намерно не ги спроведуваа, мора да го расчисти тоа прашање, бидејќи, како што рековме на почетокот, за НАТО е апсолутно јасно дека со Украина длабоко ја провоцираат Русија и Руската Федерација недвосмислено јасно кажа дека не доаѓа предвид Украина да влези во НАТО и да стави ракети на границите према
Русија кои може до Москва да стигнат за минута или две, што значи дека не може да постои никаква одбрана. И овие ќе положат да ја провоцираат Руската Федерација на тој начин, до кога ќе видиме, али тоа ќе трае, како што рековме. И важно е, например, дека знаете, и НАТО се обидува да тактизира во сообщението на самитот од Вилнус, тие руската најголем дел е посветен на Руската Федерација, на Русија, Да. од сите аспекти, разбирате, ја имаат распарталено на сите, оцрнето на секој начин, али на крајот исто велат дека се заинтересирани за добри односи со Руската Федерација и за меѓусебна доверба и така натака и така натака. Што на некој начин, разбирате, ако е и тоа точно, а во суштината, ако на првото се надмие на некој начин, тоа станува, тогаш има место за Украина. Така да, Украина во целина, веројатно никогаш не да биде членка на НАТО. Или ќе биде членка на НАТО во услови кога тогаш во тој момент, ако се оди на таква солуција што е безсмислено на НАТО, тогаш Русија ќе нема избор колку да оди да се обиде да оди и понатак од овие 4 територии кои се 4 области кои се веќе под нејзина контрола во источниот дел на Украина. Благодарам, многу интересно. Сега имам и исто така и економски ефект врз Европа. Тоест И врз светот со житниците. Со житниците дефинитивно, апсолутно. 18% од светското производство на Е во жита Русија. се во Русија и во Украина. Точно. 18% ако ги нема, светот не може да преживее. Да, значи имаме еден економски ефект врз Европа, ваквата одлука и ваквата поделеност и континуитет на војната, тоа е дека Германија влезе во рецесија, инфлацијата исто така голема, енергенсите кои не ги купува од Русија имаат влијание на незината индустрија, исто така инфлацијата на храна е исто голема, стандардот во Европа паѓа и жителите на Франција кои имавме огромни немири во Франција против Трајат, се уште насилството. трајат. Значи, од една страна имаме Европа која ја поддржува Украина и се обидува све да ја даде помош, меѓутоа внатре имаме подкупување на општеството, дали би имаме социјални немири, економски или било какви. Според некои рейтинзи 70% од германците не се задоволни со владењето на Шулц, кој патем речено ни дава нас поддршка и гаранции некои идентитетски, додека во Русија имаме поред тоа што има прашања за специјалната операција, имаме една унифицираност, тоест руското население го поддржува Путин. Каде ја гледате, дали Европа може да го издржи овоа темпо на помош и ваквата помош што ја дава на Украина, знаејќи дека сама себе економски си пука во нога? Веќе спомнавме дека во 2008 година, кога прв пат на самитот во Букуреш беше спомната, Америка инсистираше да се поканат Украина и Грузија на членство во Алијансата, Германија и Франција беа против. Да. Во денешните услови, после тоа се смени ситуацијата, посебно со војната, меѓутоа факт е дека поголем и најголем губитник, осим Украина, која е уништена, разбирате, која е уништена, најголем губиток е Европа. Ова се што се случува во Украина со Русија е тотално, 100% спротивно на интересите на Европа. Европа не може да биде ниту обединета, ниту безбедна без Русија. Првите идеи за обединување на Европа доаѓаат од руски мислители, од руски филозофи, разбирате. И таа била од Урал до Атлантикот, разбирате. Да. И тенденциите кои се развиваа на позитивна основа се до Крим, нели така, настаните околу Крим, каде почна да доминираат американските интереси и претходно доминира во Европа, али сега на еден погруп начин, разбирате,
Европа одеше во една насока на приближување, тогаш имавме и функционираше НАТО, Русија, Совет, разбирате, сега се тоа избришено веќе. И сега, де факто, таа конфронтација е длабока, под директен менеджмент на Вашингтон, и тоа е на долгорочна штета на Европа. И прашање е тоа единство во рамките на Алијансата, кое се уште обстојува, колку долго ќе трае. Затоа што таму мораме да кажеме дека постојат земји како што се Балтичките 3 држави, како што е Полска, разбирате, главно, кои се длабоко антируски расположени, ради своите историски, нели така, сеќавања и мемории, и на другава страна се Франција, Германија, Италија, кои Британија е друга приказна, нели така, тие секогаш се проамерикански, кои ги трпат тие најголеми последици за кои и вие зборувавте во врска со инфлацијата, во врска со економијата која паѓа, нели така, која де факто срозен стандард почнува да влијае да влијаат тие состојби на секој поединец, разбирате, и народот како што има во Франција, французите се како да речам револуционерни, најголеми опозиционери и бунтовници, разбирате, германците не се толку, ама ќе пукне и кај ни филмот, и тоа е неизбежно кога ќе се појави, разбирате. Да се подсетиме само војната во Виетнам, во Америка се толерираше и никој не го интересираше. Додека не се создаде едно јавно мислење дека таа војна е неприфатлива, дека таа војна е окупаторска, дека таа војна е, разбирате, де факто освојувачка, сваѓате. И полека тоа јавно мислење доведе до промени. И Америка на крајот од денот се повлече поразена од Виетнам, разбирате. Исто така се повлече поразена од Афганистан. Иако во случајот не е ист. Во Виетнам, де факто, американците доживеа груб пораз, разбирате, беа протерани како најголеми окупатори, сваќате. И, велам, али тоа беше резултат пред се на јавното мислење. Јавното мислење, знаете, полека се развива и создава една критична маса, од која после тоа нема бегање. Така да, сите тие политички движења, сите тие политички настани се на некој начин диригирани од разни сили, а кога јавното мислење доаѓа до една таква експлозија, избор веќе нема. Јас мислам дека неизбежно е прашање само на време, кога рецесијата во Германија ќе предизвика незадоволство, во Франција исто така, разбирате, и тоа е период од години. Нема тоа веднаш да биде, бидејќи, велам, во меѓувреме се наоѓаат начини за балансирање, таа пропаганда против Руската Федерација е максимална, разбирате. Тоа се работи за информации измислени еден добар дел за злодела, за злосторства, така натака, али се тоа има своја граница, се тоа има свој рок на трајање. Така да ќе има промени, прашање се колку време ќе биде потребно тие да се случат, и овие настани кои сега ги доживуваме, разбирате, ќе доживеат сериозни трансформации, јас мислам сепак за некоја година, не многу брзо, али за некоја година. Благодарам. Премиерот Ковачевски имаше свое видување, каде што он потврди дека нашата армија ќе издвојува 2% од буџетот за нејзините потреби, поголемиот дел ќе бидат инвестирани во нова техника, до сега купува американско оружје и најверојатно моја претпоставка е тоа да се случи, тоест ние со нашиот мизерен буџет да го поддржуваме американската војна индустрија. А од друга страна имавме една многу интересна изјава што ќе има импакт на нашиот патриотизам, кај нашите патриоти, и јас барем така го гледав тоа. Тоест, он кажа дека се зборува со нашите стратешки сојузници за уставните промени и дека уставните промени треба да се случат. Тоест, изричито премиерот Ковачевски кажа дека тоа во превод значи дека ние сме или за ЕУ и НАТО,
или сме против ЕУ и НАТО ако не се направат уставните измени. Тоа јас го гледам вака. Ако си македонец и ја сакаш Македонија, нашата нација, Република Македонија, тоест враќање на уставното име Република Македонија и си ја сочуваш својот јазик, традиција и историја, тоа значи дека си ти против ЕУ и НАТО. Како вие ги гледате тие? Глупост. Како, дали е ова еден нов фронт што Ковачевски го отвори против нас македонците? Видите, во целина, интересот за на Македонија за НАТО беше нула. Интересот за ЕУ е висок. И треба се поддржи се што е нормално, прифатливо, да Македонија еден ден стане дел од Европската Унија. Меѓутоа, НАТО носи само трошоци. Само трошкови носи. Овие што спомнате 2% од нашиот буџет да се одвојуваат за одбрана, нема таква потреба. Од членките на НАТО, 15, најмалце мислим 16, испод 2%. Германија е најекватантен пример. Таа троши 1, нешто, мислим 1,5 или 10, разбирате. На Германија најголемата економија. Знаете кој троши најмногу за одбрана во НАТО? Полска. Да. Втора е Америка. Преку 4% дотоши Полска, која е тоа е во контекст не така на војната во Украина, тоа е нејзин сосед, добар дел од Украина, во добар дел Украина од западнело живеат пољаци, разбирате, и има разни комбинаторики дека и Полска ќе се вклучи ако еден не почне да се распаѓа Украина, дека и Полска ќе се вклучи во земање на дел од Украина, што ја мислам дека до тоа нема да дојде, бидејќи тоа би значило почеток на нова светска војна, а тоа никој нема да го сака. Така да Македонија во дадената ситуација, разбирате, плива апсолутно спротивно од водените сили. Значи, ние со глава удираме во зид, место да ги браниме своите интереси. Знаете, основната задача на политичарите и дипломатите да ги бранат интересите на својата земја. Да. Нашите дипломати и политичари, пред се политичари, затоа што дипломатите доаѓаат до израз, туку се во функција на политичарите, тие се цело време од промената на власта во 2016 година работат против интересите на Македонија. Се што се прави е против интересите на Македонија. Македонија нема никаков интерес се конфронтира со Руската Федерација. Никаков, разбирате. Пред се, Руската Федерација е логичен пријател на Македонија, бидејќи ние сме под диктатот на Вашингтон, разбирате, кој ни го промени името, нашето името не ни го променија ни грците, ни бугарите, сега сака да не разнебитат како народ. Тоа, за сето тоа стоат американските интереси, американските политики, разбирате. Така да, ние во таа ситуација, кога имаме Руската Федерација членка на Обединетите нации, на Советот за безбедност на Обединетите нации, која може има и право на вето и да ни помогне да излезе во пресред, ние се конфронтираме, праќаме оружје во Украина, што се надвор од умот политики. Ние, во принцип, треба да осудиме секоја војна интервенција. Као и ова што беше руската во Украина, меѓутоа истовремено мора да објасниме дека Руската Федерација беше доведена во ситуација да немаше избор. Беше провоцирана. Беше провоцирана, знаете, и секоја држава е должна на долгорочна основа да ги брани своите интереси и на безбедносен план да не дозволи да биде загрозена. Во 1962 година во октомври, кога Советскиот тогашен сојуз постави ракети на Куба, тогаш Џон Кенеди, председател на Америка, го доведе светот на рап од нуклеарна војна. Не е прифатливо да има руски ракети на границата во близина на Соединените американски држави. А Ноам Чомски вели, кога би Русија или Кина, кога би се обиделе да го вклучат Мексико, државата Мексико во некој безбедесен план, разбирате, кој би против Соединените американски држави, Мексико ќе биде уништен како држава. Значи, тоа е абецедна безбедносна политика на држави, поготово големи држави како што е Руската Федерација, како што се американските, Соединените американски држави, Кина и така натака. Тие не можат да дозволат такви играња, разбирате, и манипулации на нивните граници. Така да, во целина, велам, сегашните политики на НАТО се штетни,
Македонија игра улога во нив како да е апсолутно неписмена, разбирате, која не води сметка за своите интереси, него изиграва поголем католик од папата и сите тие тврдења дека кој не е за НАТО, кој не е за Европската Унија, кој не е за Украина во дадената ситуација е, не знам, непријател или е не е патриот и така натаму. Тоа се обични глупости. Нашите интереси треба да се бранат, тоа е задача на сите и премиерот и председател на државата, а тие тоа не го прават. Во ситуација која нас не игнорираат, разбирате, кога не малтретираат, тие изиграваат како да се некои, не знам, миротворци светски и света. Не можеш така се однесуваш. Подпишуваат договори кои се навредливи, капитулантски, разбирате, предавнички. Со Преспанскиот договор македонската држава е меѓународно понижена, разбирате. Со Преспанскиот, пардон, Нивици, јас никогаш не користам Преспански договор, бидејќи јас сум од Преспа. Да. Со договорот од Нивици Македонија е меѓународно понижена. Македонската држава е игнорирана и нејзините корени се игнорирани. Македонските институции се обезличени. Потпишен е геноцид врз македонскиот народ, разбирате. И тие, кој не е за тој договор, вела дека е против ЕУ и НАТО. Па дај да бидеме малце објективни, да бидеме реални со своите оценки, разбирате. Тоа се такви политиканства, разбирате, кои не водат сметка за ништо. Премиерот Ковачевски од Вилнус прати порака која пренесува медиумите во врска со уставните измени, ги кажа дека ги споделил идеите околу уставните измени и добил поддршка од нашите стратешки партнери. Меѓутоа исто така кажа дека кој е против тие уставни измени, всушност е против НАТО и ЕО. Ова јас го интерпретирам како удар врз секој македонец која си ја сака Република Македонија, својата нација, историјата, јазикот, културата и така натаму. Како вие го гледате, го интерпретирате оваа изјава на Ковачевски? Уставните промени се нешто што во дадените услови Македонија не смее никогаш да го направи. Тоа е пред се странски диктат и понижување на земјата. Еве деноиве тука се присутни нови, јас ги нарекувам дронови гости од Европската Унија, кои се испратени тука да, како уставотворци, да ни диктираат што Македонија да прави. Мислам, треба со индигнација тие се одбијат, а во средбите кои ги имаат, поготово представниците од опозицијата, бидејќи јасно е дека нашите лидери политички моментално голтаат се и спремни се на се да направат, само за да ги задоволат странските апетити, треба да им постават 3 прашања. Првото прашање на овие гости, значи на овие дронови де факто, кои се диригирани, кои не знаат зашто доаѓаат и кои не знаат за што се работи, разбирате, бидејќи деталите и што се крие за тој диктат на Бугарија не им се познати, а тој е клучот во се. Значи треба да ги прашаат прво, дали вие, во конкретниот случај као германци, французи и пољаци, би го смениле вашиот устав на барање од некакво малцинство кое постои кај вас, од сосед, кој не признава дека вие сте французи, германци и пољаци, дека зборувате германски, француски, полски јазик и дека имате собствена историја. Одговорот е јасен. Никоја нормална држава тоа не го прифатила. И тие гости не би можеле да одговорат со да. Значи, одговорот мора да биде не, а наши би треба да ги стерат на тоа. Второто прашање мора да биде дали вие, ако имате сосед, каде што има малцинство од вашите држави, кое нема никакви права, универзални права, не располага никакви, е третирано како нешто што не постои, нема, значи, е прогонувано, разбирате, и иако има 16 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, во нивна корист не се имплементираат, дали вие,
Ако имате такво малцинство, од тој ваш сосед ќе го ставите во уставот? Апсолутно нема. Така. И третото прашање, мислам исто во таа насока, која мора да ми се постави нив, дали вие во ситуација кога некој од странство, со кого некој ваш сосед практично, со кого имате подпишано договор за пријателство, јас велам у конкретниот случај за непријателство, соработка и добрососедство, врз основа на тој договор, место да развива соработка, ве блокира, ве уценува и у поставува ултиматум, или ќе ги внесите вашите, ќе ги внесите нивното малцинство, кое кај нас е 3504 души, значи никако, минимално, не постои де факто, во уставот, или вашиот пат према Европската Унија е затворен. Не може да одговорат со да. Мора да одговорат со не. И знаете, ако се води на таков начин разговорот со тие наши гости, аз ги нарекувам дронови, бидејќи не знаат за што се работи, тие се упатени во некаква мисија без да се интересираат подлабински за во што е проблемот, разбирате. Мислам дека, иако јавно нема да признаат, тие ќе се вратат уверени дека ова што ни го прават на Македонија е неприфатливо. За жал, нашите обично не постапуваат така. Верувам дека опозицијата им објаснила за што се работи. Меѓутоа, ако не, знаете, во дипломатијата клучни се прашањата, клучен е разговорот, клучна е темата како вие ја третирате. И ако не ја третирате на соодветен начин, доволно уверлив, нема ништо да постигнете. На времето, кога проблем беше нашето име, предлогот, идејата, сугестијата беше кога било кој од светот, вклучувајќи го, например, американскиот председател, еве нека биде Џо Бајден, тогаш беше друг. Ако инсистира да го смени името, кој што истите инсистира да го смени името, вие место на Џо, во разговор ќе му кажете господине Джеймс. И он ќе скокне, ќе рече каков Джеймс, јас сум Џо. Да, господине Џо, вие сте Џо, точно, ама бидејќи ваш името, нече име, ништо не ви значи, предпоставам дека и во конкретниот случај и вас не ви пречи тоа. Разбирате? Со таков аргумент, тој човек утредната е веќе ваш. Али вие треба да знаете да го водите разговор. Во дипломатијата, водењето на разговор е врвна вештина. Ќе ви кажам еден случај кој е исклучително поучен и е, да речам, класичен во дипломатијата. Ако имате разговор на важно ниво, како за суштинско прашање, како овие дронови што доаѓаат сега во Македонија, и ако во тој разговор добиете порака која е важна за вашата земја, на крајот од разговорот, за да нема, знаете, секој на свој начин ги третира работите, ги објаснува работите, на крајот од тој разговор ќе прашате дали почитуван премиер, председател, министер и така натака, добро ве разбрав дека мојата влада можам да ја известам дека вашата држава во овој проблем конкретен ќе настапи вака и вака. Разбирате? Затоа што разговорот што сте го воделе, вие го тумачите на еден начин, тој ви објаснува. И тука може да има разлика која е клучна, која може да води во војна, во меѓународните односи, разбирате. Вие го прашувате дали можам вака да известам мојата држава, разбирате. И во конкретниот случај, ако опозицијата ги постави овие три прашања на гостите, на дроновите, разбирате, тие на крај не може да се вратат во своите земји уверени дека Македонија треба да го менува уставот. Разбирате. Тоа е суштината. Ако вие немате вештина на водење на разговор, ако вие немате вештина на наметнување на своите интереси, ако вие немате вештина на уверување целосно на противникот, на гостинот, на дронот, дека нешто не може да биде така, бидејќи е надвор од умот, надвор од реалноста, надвор од цивилизацијските достигнувања, разбирате, вие нема да постигнете ништо. Така да, во конкретниот случај, тоа е суштината. А самиот факт дека ако Македонија во Македонија некој против уставните промени, дека тоа значи дека е промена против НАТО и ЕУ, тоа е мислам измислица надвор од умот која апсолутно не држи вода. Апсолутно не држи вода, меѓутоа е наметната и ќе се наметнува во иднина поново. Како ја гледате иднината? Како од овдека натаму? Што треба, кои чекори треба да се преземат?
Видите, моментално Македонија е доведена во еден тунел без излез. Промените кои мораме да ги направиме, ако сакаме да обстоиме, разбирате, во прашање не е некоја нијанса на политички случувања, развој, напредок, иднина и така натака. Се работи да се биде или не. Во таква ситуација решенијата мора да бидат радикални, коренити. Мора да се оди на тотален пресват, разбирате. И може сосема одговорно да се констатира дека со сегашната преговарачка рамка Македонија нема никој да влезе во Унијата. Тоа е апсолутно, мислам, Кристално чисто, кристално јасно. чисто, разбирате. И ако ние тоа го сватиме, првиот чекор кој мора да се направи и кој е неизбежен и што порано го направиме тоа подобро за сите нас, е откажување на договорот за непријателство, добрососедство и соработка со Бугарија. Тој договор де факто се покажа како клучот, како темелот на сите негирања на кои сме соочени, на сите плукања кои ги доживавме во меѓувреме и на една неверојатно неприфатлива политика на Европската Унија, каде сите бугарски барања ги стави во својата преговарачка рамка. Тоа е, мислам, јасно дека е со наша согласност, тоа е наш срам, наша капитулација, наше предавство и ако не го откажеме договорот, може да се бара и евентуално преговарање да се нова ревизија на тој договор. Мислам дека тоа не е доволно, бидејќи бугарската страна до тоа нема да има никаква спремност. Треба да се откаже генерално тој договор. Всушност во договорот има и клаузула, се откажува во рок од 1 година, со нота, да се плати нота, и паралелно се откажат и двата протоколи. Протоколите кои се напишани, кои се записани, разбирате, кои се записници од состаноци на двете влади, се невиденно предавство на Македонија. Тоа е уништување на македонските фундаментални интереси и ако тие обстојуваат, а тие се спомнати во преговарачката рамка, значи Бугарија цело време ќе се повика на нив, тоа значи дека од македонизмот, од македонскиот народ нема ни еден пердук да остане во процесот на преговори и велам, како се одвиваат работите со оваа преговарачка рамка, Македонија нема никогаш да влезе во Европската Унија. Благодарам, амбасадоре, многу интересна перспектива денес ка дадовте. Ми беше задоволство. Исто така. Апсолутно се сложувам со амбасадорот дека нас ни се потребни коренити промени, каде што крајна цел е Република Македонија и враќање на уставното име. Благодарам што не следевте во овој многу интересен и возбудлив разговор. До следното јавување ви пожелувам секое добро.